Уште некое гостување во продолжение, но одовде, од студиото на Здраво Македонија. Секој ден шанса за живот нов, се вели во новата песна, заеднички проект на Окта и Владко Лозановски, Рената, Наталија Слаева, Виктор Апостоловски и хорот на Златно Славече. По тој повод во нашето студио токму Виктор Апостоловски, за да поразговараме за овој проект кој е наменет за собирање на средства за интензивниот оддел на клиниката за детски болести во Скопје. Значи сите заеднички да направиме нешто убаво. Здраво. Така е, здраво. Драго ми што си тука. Иако дали во овој период од денот имате други навики сите вие кои што се занимавате со оваа професија, но драго ми е што дојде време, вака петочки да се видиме и да промовираме нешто што е во интерес буквално на сите. Кажи ми, кој беше оној ваш предизвик за да се вклучите сите заедно во проектот, конкретно ети? Да, предизвикот е секогаш ист кога се работи за вакво нешто. Хуманоста не е нешто што треба со сила да се прави туку едноставно, или сакаш да го направиш нешто или не сакаш. Во случајов ние имаме можноста да ја информираме, тоест да ја промовираме оваа кампања на некој начин, и тоа е уствари нашата цел и тоа е нашата улога во оваа кампања, и ми е многу мило што можам баш на ваков начин да поможам, не само мене и на моите колеги, предпоставувам. И мислам, не е некоја тешкотија, туку е чест секогаш да се прифати ваква работа. Така. Каква порака испраќа песната Шанса за живот? Еве, ние не гледаме делот, односно видовме делот до нешто е актуелно како песна, како спот. Песната е, пораката е таа, шанса за живот нов даваме секој ден. Поентата на песната е дека сите ние што имаме, да речам, честа да имаме нормален живот и што можеме да живееме без никакви компликации, да помогнеме на оние што не можат. Особено што во случајот се работи за една ранлива категорија која и да сака не може никако да се справи со никаков проблем. Се работи за новороденчиња или за предвремено родени бебиња кои навистина е греф е да се остават така. Греф е да нема една болница која е целосна и која ќе може да им помогне на таквите категории. Секој може да се и треба да се замисли во една таква ситуација кога, мислам, малце е глупаво, ама сепак треба да размисли човек, бидејќи на секој може да му се случи предвремено раѓање на бебе, секој може да се случи компликација. И не посакувам на никој, меѓутоа би било супер кога сите би се замислили, кога би можеле да донираат некако. Од каде споетете на вас двајца, конкретно тебе, Рената, тука е Наталија, кажавме Лозана, како и детскиот хор на Златно Славече. Како се вклопивте сето? Па, иницијатори нова, како иницијатори морам да ги спомнам Елемент PR, бидејќи без нив немаше никако да се склопиме сите ние. Јас и Рената веќе соработувавме заедно на една или две песни. Таа како текстописец и Зоран Алексич како продуцент кој не спои. Лозано и Наталија исто така имаат соработувано со Зоран Алексич, така да веројатно и до него оди еден поздрав и едно благодарам што ја направи оваа комбинација. Така да тоа е тимот што не спои сите нас, заедно со детскиот хор, и мислам дека е одлично што се направи на ваква спојка, бидејќи одамна немало нешто, некаква песна со повеќе изведувачи, без разлика дали е за хуманитарни цели или не. Така да мисламе да сме баш супер тим. Така. Веќе кажав отприлика кој е задолжен за продукција, музика, аранжман, спомнавме дека Рената го напиша и текстот, нели, за песната. Дознавме дека освен лирик видеото во моментот се подготвува и под зистата, па кога ќе можеме да видиме? Јас искрено ти кажам, најмалце сум упатен во следниве чекори. Мислам сигурно некој некаде ми пишал, ама јас сум заборавил. Така да видеото се спрема.
Не знам, не сум сигурен дали е почнато да се снима, меѓутоа јас не сум се уште дојден до снимањето. Така да не знам точно кога би било, меѓутоа ќе биде што поскоро тоа подобро. Мислам ќе биде за брзо време. Така да кога ќе имам информација ќе ви известиме благовремено. Сигурно, да. Има може да го промовирам исто така во Здрава Македонија. И за крај што не интересира сите ние, кога веќе ја промовиравме самата акција, како можете да донираме сите кои што заинтересирани да бидат дел од кампањата Шанса за живот? Како што веќе знаат гледачите, бидејќи долго време, веќе година дена претходно се води кампањава, сите што се возрастни, што возат, што купуваат некакви такви продукти, препорачано е да го прават тоа на пумпите на Окта, бидејќи Окта е главниот спонзор на покровител на оваа кампања. Со секој купување во Окта на било каков производ автоматски се донираат пари. Можат исто така да и купат овие алки, кои исто така ги има во Окта, и кои исто така се, не знам, мислам дека символични 100 денари и одат директно во фондот. Исто така можат да донираат и на телефонскиот број 143333 на сите мобилни оператори, така во Рима да го кажем. Да. И мислам дека тоа е тоа. Мислам дека тие се местата на кои може да се донира и секако ги повикувам граѓаните што е можно повеќе да вртат, бидејќи 100 денари во денот за нас се буквално ништо, да речам. На дечинава ќе им поможи многу, така да ќе спасат живот, буквално. Ти благодарам за гостувањето. Ти благодарам и тебе. За разговорот, се разбира. И за нешто можевме да го кажеме како еден апел да се вклучиме сите заедно како одговорно општество, да им помогнеме на оние најранливи категории средства кои што навистина им се потребни. Ние кредеме со